Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Пак играм подкаст. Во сите наши претходни епизоди главна тема е нашето здравје. Како физички, така и ментално. Но денес ќе збориме од еден мал друг аспект на здравјето, кој што чини една целина. Зборевме за умот, за телото, но денес ќе збориме за духот, за нашата душа. Денес имаме еден прекрасен гостин, личност која што со свој пример инспирира, личност која што има напишано 2 книги, советник за личен развој, учител за свесно живење и медитација. Многу ми е драго што баш со неа ќе ги збориме овие теми. Со нас е Катерина Ангеловска. Кате, здраво, добре ни дојде. Фала ти што срдечно ја прифати поканата да гостуваш денес во овој подкаст. Како си, како се чувствуваш тука? Добар ден, драга моја. Пред се голема благодарност да зборуваме на една преубава тема, која што малку ја запоставуваме, имајќи во предвид се она што се случува, нели, надворешниот изглед и така натаму, а за духот, за душата најмалку збориме. И кога ми се јави и кога ме покани да бидам дел од ова прекрасно наше заедничко патување во овој подкаст, со големо задоволство го прифатив и еве сум тука и многу се радувам на она што ќе го искреираме и она порака која што ќе пренесеме на сите што ќе го гледаат овој подкаст. Добро ве најдов и благодарам уште еднаш за поканата. Баш се радувам што ќе збориме денес и верувам дека многу луѓе ќе инспирираме со оваа денешна емисија. Ајде да почнеме вака. Моje прашање прво е, што за тебе значи работа на себе? Денес тој термин некако многу се користи, се употребува. Па сега, дали е повеќе употребен, малце злоупотребен, дали можеме да кажеме дека работата на себе е прочитана некоја книга, одгледан некој ваков подкаст, ваква содржина, или изгледано некое видео, или сепак работата на себе значи нешто малце подлабински, посуштински? Да, многу добро прашање. Затоа што луѓето кога... Да, личниот развој е сега тема која што прилично последниве години е комерцијализирана, пред се би кажала, затоа што сега сите зборуваат за личен развој, што тоа значи, книги има, секакви семинари, секакви емисии, и тоа е се одлично. Меѓутоа, работа на себе, ќе го ставам во поднаводници, затоа што не е работа, тоа е повеќе натрешно патување, бара дисциплина, бара навики, различни од оние кои што сме ги имале, нели, до вчера, до денес, како и да е. Значи, работа на себе, односно личниот развој е нешто што е дел од нашето секојдневие и може да постане една култура на живење која што ќе ни помогне во оној процес на и прилагодување на она што се случува во секојдневието, затоа што живееме на вистина многу стресно и на вистина се случуваат многу работи. Бомбардирани сме со милиони информации од сите медиуми и личниот развој, затоа велам, е внатрешно патување кое што изускува, односно бара посветеност. Како што секој ден знаеме ние, нели, да правиме лична хигиена, да се измиеме, да нели, се храниме здраво и така натаму, и личниот развој бара дисциплина, бара една посветеност која што ќе не однесе таму каде што сакаме да бидеме, односно ќе почнат да се случуваат оние трансформативни процеси што ни се потребни. Свесност, присутност, поинаку да ги доживуваме, нели, работите што ни се случуваат, затоа што ние сме производ сепак на многу верувања, вредности, на парадигми, од родителите, од општеството, културолошки и така натаму, и сето тоа, тој личен развој ни дава можност, ја тоа викам ексклузивна можност, да се свртиме кон себе и едноставно да ја пронајдеме онаа наша вистинска суштина, она кој што на вистина сме ние. Знаеш, јас, Катерина, ти, Марија, кои сме на вистина, затоа што сме окупирани со се нешто, од се што ни се случува околу нас. Така што за личниот развој е толку една широка, голема тема и за мене е нешто, личниот развој што јас го правам 30 години.
да не речам 30 плюс, 30 години И нема нека крај. бидат. И нема крај, Не Мари. стигнав, не дестинација. Тоа ќе биде до крајот на мојот живот. Тоа е. не е нешто, знаеш, луѓето сметаат дека личен развој ќе завршат некој семинар. Тоа е све одлично. Ќе прочитаат книга. Одлично. Еве, јас сум напишала книги што се, нели, од за личен развој. Ќе изгледаат подкаст феноменално, затоа што сега подкастиве се одлични, има многу добри содржини, има стварно многу што да се ислушне и да се научи. Меѓутоа, пак на крајот на денот, што би се кажало, јас кога ќе останам сама со себе, пак мене ми треба некоја алатка. Ми треба нешто што јас ќе го правам на дневна основа, кој што ќе ме одржува во тој процес. Еве, вчера имав нова клиентка ми и ја прашувам, добро, кои се твоите ритуали дневни? И сега дневни ритуали се, нели, ќе пијам добар протеин, не знам, сокче, прекрасно, ќе ме наполни, нели, со витамини, се што е потребно. Не, кои се твоите духовни ритуали? Дали може би медитираш, не знам, некои други работи, йога практицираш или благодарност кажуваш, што и да е. Дали правиш нешто на дневна основа? Па ете, почнав сега со свесно дишење, викам одлично, негде да се започне. Така што личниот развој е голема тема и е нешто што бара истражување, внатрешно истражување. Да видиме кај сме и ние, што е она што во кој правец сакаме да се движиме, што е она што нас ни прија, затоа што има многу и сега и, нели, и учители, и различни учења и така натаму, што е супер, затоа што живееме во такво време. И е потребна таа промена. И се радувам што таа спиритуална, духовна, како и да ја наречеме промена, што се случува и на светско ниво, се случува и кај нас веќе изминативе години. Го имаш тоа чувство дека некако колективно, како да се буди, зборам на буквално низ цел свет, како да се буди таа некоја свесност за себе, спознај се себе. Некако имам чувство како да сме на почеток на тоа будење. Сега тој почеток може да е 2-3 години, може да е 2-3 децени. Тоа никој не го знае, но верувам дека и ти го имаш тоа чувство дека се повеќе и повеќе. И навистина има и алатки, како што спомна, има и учители, има и книги, има многу, но главно е тоа како ние сите тие информации што сме ги дознале, ќе ги спроведеме во живот, ќе ги спроведеме во животот. Затоа и од тука потекнува прашањето дали само прочитав еве твојата книга, прекрасна книга. Но тоа не значи дека мене ќе ме промени таа книга, доколку ја не превземам и не почнам да практикувам тоа што ти си го посоветувала. Апсолутно. Ти си еден водич, али патот треба ние да го одиме. Апсолутно. Читателот, слушателот. Да, затоа што книгите се и туѓо искуство, нели? Така е. И таа книга е моје искуство, моја и, нели, на коавторот, мој партнер Радован, ние заедно сме ја напишале таа книга, меѓутоа и има совети кои што ние сме ги употребували и сме ги користеле во тој наш духовен развој и сме ги споделиле со публиката, меѓутоа останува сепак на крајот на денот секој во кој правец. Да, затоа кажам на крајот на денот сите сме сами со себе. Така е. И тоа ни е потребно на сите да разбереме дека ни треба алатка и да која ја правиш на дневна основа и ќе има резултати. И тоа е исклучително важно. И во последниве години, ова што го кажа пред малку дека нели се чувствува таа колективна будност веќе зборувам на светско ниво, се случуваат толку хаотични работи, ама се е како што треба да биде. И тоа е дел од таа една голема слика, една голема визија. И учењата се, еве, јас 10 години работам како професионалец во оваа област. Работам, значи не сум фриленсер, него работам како имам своја компанија која што е центар за личен и професионален развој и така сум и регистрирана. Значи 10 години професионално се занимавам, а претходно се она што јас сум го поминувала како личен раст и развој, во тоа време немаше многу алатки и немаше достапност на такви информации како што сега има достапност. И затоа таа сега идеја што се гледа и тоа колективно будење што го гледаме и ние го чувствуваме е толку изразно, затоа што сега се излезе на површина. Веќе нема
нели да биде заткалусно, нели не смее да се сподели така натаму, не. Сега се излегува. Се зборува за многу поголеми космички вистини и портали и така натаму, и тоа е цела една голема димензија на будење, јас би рекла. Така што ја па се радувам дека има толку будење. Се радувам што и кај нас веќе не е табу тема. Пред 10 години беше сериозна табу тема. И кога ќе кажеше пред 10 години дека некој работи енергетски терапии, вау, ти нешто богохулиш, нешто правиш што не треба да правиш. Мислам, нели? Да, сега се е достапно, сега се е нормално. И мене тоа многу ме радува. И кога ќе седнеш со некого да разговараш, веќе не се оние теми на разговор, нормално, и постојат и оние муабети, рекла казала, што викаме, а кој што ќе каже, како ќе каже, не, сега можеме да зборуваме на едни така теми со поголема идеја. Како што е будење на свеста, еве. Така, нели? така. Да. Знаеш зашто? Затоа што, како што кажа, се повеќе некако се пласира низ, највеќе нели низ социјалните мрежи и се уште постојат луѓе кои што се малце скептични на тие теми, поготово луѓе кои што се баш со религија и некако не ги разбираат тие работи, но сметам дека тоа е исклучиво од незнаење. Затоа што тие луѓе кои што прифатиле некако се ги имаат тие луѓе разоружано со вистини, со факти, разоружано, и сега кога ти ќе споделиш една вистина, една реалност, како викат и боговите молчат пред вистината. Да, апсолутно, да. И некако баш се согласувам со тоа што кажа. Имам едно прашање, ето твое искуство, кој повеќе работи на себе кај нас, дали мажите или жените? Дали може таква некоја паралела да направиш? Од твое искуство? Па моето искуство кажува дека жените повеќе работат на зборуваме за вакво духовно. Да, за духовно. Да, будење. Да, жените. Ке мене 99,9% клиентите се жени. Да. Мислам, што мислиш, зошто тоа е така? Па поотворени сме. Мажите се една друга структура и ке нив е многу тешко да ја покажат ранливоста и она вистинска своја суштина, затоа што кога се покажуваат себе си во таа суштина, они се ранливи. И они тоа го чувствуваат и ке нас, сепак сме ние Балкан, учени сме, односно мажите се учени дека не треба да ги покажуваат емоциите, тоа ние го носиме. Па да, ние тоа го носиме во кодот, односно они го носат тоа во кодот. Сите го, ние како жени си имаме друга информација во нашата клетка, а мажите имаат тотално друга. И они се на вистина друга структура. И затоа и потешко им е на нив да побараат помош, пре ќе направат нешто што е, не знам, ќе користат алкохол, дрога, за да можат таа внатрешна борба која што чувствуваат, а знам дека не им е лесно, ние не можеме ни да замислиме дали им е лесно или колку им е тешко, и они на тој начин, преку дрога, преку алкохол или други некои зависности, храна или што и да, се борат со таа внатрешна борба. Поедноставно ќе биде, нели, да тропнат на врата и да кажат, мене ми треба помош. Тоа треба на вистина да е некој толку разбуден и еволуиран за да рече, мене ми треба помош. Зборувам ова за мажите. А на нас жените ние сме многу поотворени. Иако и постојат и жени кои што им е тешко, нели, да побараат помош, меѓутоа сепак ние сме поотворени. Поотворени сме да споделиме, поотворени сме да побараме помош, да кажеме дека нешто не е во ред. Не ни е проблем. Да споделиме, апсолутно. Не ни е проблем. На мажите ми е и такако проблем. Тоа е моето искуство. Да. И истото јас го мислам, дури и мажи кои што почнале да работат на себе, да се спознаваат себе, не го споделуваат некако тоа во јавност, некако многу скриено го прават тоа. А кога збориме на ниво на душа, нема машка женска. Тоа е само во физичката форма машко и женско. Душата бара, да кажам, бара
помош, без разлика дали се наоѓа во машко или во женско тело. Да. И некако можеме да пратиме таков некој апел дека тоа не е слабост, напротив, тоа е храброст, да превземеш чекор и да се промениш е вистинска храброст, а не слабост. Апсолутно, да. Толку е тоа моќно, толку е тоа возвишено, таа потрага внатрешна по себе, затоа што ние сме промената што сакаме да ја видиме во светот. И секое живо битие на оваа планета, кое што ќе посегне по тој духовен, внатрешен пат, создава атмосфера за колективно будење и за поубаво место за живење за сите нас. Затоа што во тоа будење има многу аспекти. Благодарноста доаѓа до израз, добрината доаѓа до израз, хуманоста доаѓа до израз. Тоа се оние вистински вредности кои што ги носи секое битие. Вредности со кои што сме ние овде дојдени, кои што ни се дадени од Бог, од универзум, од космос, како и да го наречеме, не сакам да категоризирам, но тоа е она основното што го носиме во себе. Самиот систем, самото општество, културата ни наметнува друг правец на нашиот животен пат. Меѓутоа, кога се будиме и кога се... значи, не зборувам за она себично ја да се свртам кон себе, не. Ова го правиме од едни поблагородни цели. Будењето е благородна цел, намера, не е цел, него е намера, има поблагородна намера. И затоа апелот до сите мажи и до сите жени, без разлика, е да се свртиме кон себе, да се свртиме кон нашата душа, да посегнеме по нашите потенцијали, а сите имаме потенцијали во нас. Ние сме, ја тоа сакам да кажам, дека сите сме си гуру сами на себе. Има водачи ни светот прекрасни, секој ќе си го одбере својот пат, кој ќе биде негов ментор, кој ќе биде негов водич на тој пат, пат во кој што тој водич ќе ти ги отвори крилјата, ќе ти покаже дека си имал толку време бариери, дека си имал завеси, он само ќе ти помогне да ги отвориш, ти сама ќе ги отвориш тие завеси. И таму е еден хоризонт на можности. И нели можеме да бираме. А ние кога сме затворени, кога сме со блокади, ние не можеме да ја видиме големата слика. И кога ние се будиме, затоа пред малку реков, ние сме промената што ја сакаме да ја видиме во светот, затоа што нашата светлина со која што ние зрачиме, нашата промена со која што ние зрачиме, твојата идеја, тоа што ти го правиш, овој подкаст што го прави, со Дејан заедно што го правите, овие прекрасни производи кои што дават една нова вредност на човековото целосно постоење, се дел од таа една голема слика. И сите се сме заедно во ово. Колку повеќе не има што ја правиме таа промена. Кога сме ние автентични, толку и повеќе тоа ќе се мултиплицира. Може би нема да биде стотици илјадници луѓе, но ќе има. Сепак јас знам дека секој од нас, еве и јас и ти, и Дејан и се она што го правим, некаде сме посадиле семе. Семе каде што некој му кликнало нешто и знам дека ќе направи промена. И знаеш дека ќе направи промена. И тоа е впрочем зашто и го правиме, нели ова? Ме испонаеш. Да. Ова беше толку една убава порака и толку моќно звучеше. Баш така се согласувам. Да. Се согласувам. Знаеш, извини, да. Кога почнав да го правам ова и сега бев во тој филм Мисија, визија, нели, компанија, сум отворила фирма и така натаму. И сега, како поминуваше времето, како работев и, знаеш, мојата мисија е со моето делување, со тоа што јас го правам, ова што пред малку го кажав. И ова се баш зборови, така ми е поставена мисијата. Со моите делување, акцијата што ја преземам, зборовите што ги користам, да бидам инспирација за луѓето, да ги потикнам луѓето, да ја пронајдат големината и моќта во себе. И секој индивидуа, инспирирана од сопствената извонредност, да биде придонес кон сочувство, мир и љубов. За нашата заедница во која што живееме и за целиот свет, нели? Затоа што тоа и таа енергија се чувствува, затоа што зрачиме. Така е, така е. Да. И баш така како што кажа,
ти си доказ дека тоа што го пишуваш во книги, тоа што го учиш и го живееш и тоа го презентираш со свој личен пример. Имаш напишано книга за свесно, за свесен начин или на живење, тоа поглавно ми го учиш. Но и јас би сакала да збориме малце за несвесното. Колку од нас, колку во текот на денот, па и во животот, еден човек поминува во несвесен начин на живење. Колку сме свесни за нашата несвесност? Ова беше добра. Не знам колку сме свесни и воопшто луѓето колку се свесни, но јас верувам, тоа не знам да го кажам, ама еве вака како идеја, како процент ми доаѓа дека 90 до 95% луѓето живеат несвесно. И некои поминуваат и 100% несвесно. Значи, не можат ни да го разберат тој концепт на свесно, несвесно. Несвесното е се оние парадигми, оние верувања кои што ги имаме, шемата. Знаеш како, еве, како да го објаснам, тоа е како автопилот во авион, нели? И сега вози авионот и пилотот на некоја, нели, висина таму горе, јас не се разбирам, ќе го стави авионот на автопилот и он си вози, си тера, си има, нели, инерција, си вози. И сега, така и ние во нашиот живот. Автопилотот ни е одличен кога правиме механички работи. Не знам, еве, чашата ќе ја кренам, нели, се бајле, имаме рутини, идам, вежбам све. Меѓутоа, кога ние животот го даваме, оној свесен дел го даваме да биде на автопилот, односно да биде на она несвесното, во некоја фаза во животот ќе ни донесе некоја состојба, физичка состојба, може да се случи и болест и така натаму, значи ќе има анксиозност, може да се случи депресија, брнаут и така натаму. Има една преубава реченица, сега кога спомнав, нели, депресија, анксиозност, има една преубава реченица, голема мисла на Лао Цзе, кој што кажал, луѓето кои што се свртени кон минатото и кои што се заглавени во минатото се депресивни. Луѓето што постојано стрепат што ќе се случи во иднината, нели, се избезумени, стравови, тие се анксиозни. Затоа толку и сега многу се зборува за анксиозност, за депресија и така натаму. Меѓутоа луѓето што се сега и овде присутни, свесни, кога работиме на свесност и присутност, ние сме сега и овде. И сме во внатрешен мир. Ја не викам дека нема да ни се случуваат хаотични ситуации, дека ќе имаме предизвици, секакви. Меѓутоа, како ние ги менаџираме тие ситуации, како ние реагираме, односно се однесуваме, како го можеме да, во такви моменти, кога сме свесни, кога свесно ги правиме работите и од една птичја перспектива дисоцирано да ја видиме ситуацијата, тогаш и можеме и многу полесно да донесеме и заклучок, да донесеме и решение, да видиме што можеме да направиме. А кога е несвесно го правиме, тоа е хаос. Хаос за сите, хаос е за самата личност, хаос е за сите околу тие луѓе. Така што сметам дека луѓето многу несвесно живеат, многу. И затоа е целата идеја на будење. Будењето е всушност да јас бидам присутна сега и овде. Знаеш, кога патуваш негде, еве возам кола, дојдов, нели, до овде и сега ако сум јас постојано во мисли некаде што треба да направам, како да направам, нели, цело време музика свири на радио, ја не сум присутна и свесна. Тогаш е автопилот. Тогаш е автопилотот. И јас знам механички, нели, да се извозам, и тоа ги знам улиците, сврти овде, па и навигација кажи сврти овде, сврти лево, сврти десно, иди право. Тоа е се автопилот. Меѓутоа, кога сме свесни и присутни, ова е само една аналогија, меѓутоа, кога сме свесни и присутни, јас и ти ќе се слушаме. И ќе се разбереме. Затоа што, знаеш, кога зборат луѓе, ти цело време размислуваш што следно треба да кажеш. Никој не слуша, имаме две уши и една уста. И тоа се све примери кои што сакам да ги посочам, кои што покажуваат колку ние несвесно живееме. И не знам, се нервираме за сена што се случува, па што ќе кажат другите, па тоа ни е како исто како некоја парадигма што си ја носиме колективно дека во... Тоа е мантра од родители. Па, да, мантра. И ако сакаме ние да направиме промени, да живееме свесно, потребни се нови навики, потребни се нови ритуали,
на почеток што кажав, дневни ритуали. Мене лично, јас медитацијата секогаш ја препорачувам. Медитирам многу години и за мене медитацијата е нешто што го правам јас секојдневно. И не е само медитација да седнеш меѓу другото крс нозе, па не знам да затворам очи и ќе мантрам. Медитација е животот. Значи, преку тие пракси ние имаме еден поинаков тек во секојдневието. Не се возбудуваш за се нешто. Некој ми скршнал пат по патот, еве сега спомнав, не знам, некој ми свирнал. Добро, тоа е, продолжуваш, нели, напред. Предизвици постојано ќе имаме. Меѓутоа, ако сакаме да го зголемиме тој процент, еве, нека не биде процент, да ја го зголемиме таа свесност во нашето постоење, потребно е да смениме многу работи. Многу работи. Спомна сега баш да сме присутни во моментот. Ти даде еден пример, ете кога возиш автомобил, например. Дали е тоа една од алатките да не се пробуди свеста да сме присутни сега и овде, сега што правиме? Еве, спомна и медитации. Дали свесното дишење може да го кажеме дека сме еден тип на медитација, зашто не е медитација само ние да замислуваме, да слушаме некој звук во позадина и да не води, не е тоа, нели, само медитација. Многу добри примери даде и би сакала да збориме поврзаноста помеѓу умот, телото и духот, бидејќи тие три аспекти сочинуваат едно вистинско здравје. Ние имаме, избориме во овој подкаст што е здрава храна за телото, што е нездрава храна. Која е таа здрава храна за душата, за духот? Дали е тоа љубовта? Дали е тоа хуманоста? Дали таа можам да кажам, нели, условно, храна за душата? Многу убаво кажам, ум, тело и дух. Јас тоа викаме светото тројство. Точно. За мене е светото се согласувам. тројство. Да, затоа што кога тие се во синергија и кога се подредени, ми дојде на англиски изразот, кога се подредени, можеме да зборуваме за една спиритуална димензија. Умот е тука и умот секогаш ќе биде тука и умот ќе ни покаже, нели, што се случува со телото, дека нешто има, а телото па не поврзува и ни кажува дека нешто душава сака да се изрази, затоа што емоциите се практично во телото, Како во можам нашата да ја слушнеме физиологија. душата? И сега ти спомна за дишење, за свесно дишење. Според мене тоа е најголемиот добробит кој што можеме да се го направиме секој од нас. И нешто што не треба нити да го платиме, нити да го направиме, дадено ни е. И го правиме. И го правиме, затоа што ако не дишеме, ако престанеме да дишеме, ќе умреме. И ако научиме свесно да дишеме, ние тогаш ќе се симнеме од умот во телото, затоа што свесното дишење буквално не поврзува со нашето тело. А во нашето тело се емоциите. Во нашето тело, јас викам, можеме да го препознаеме и гласот на повисокото јас, гласот на душата наша, која што е секогаш тука и која што секогаш седи таму негде и не чека. Знаеш, она светлина во тунелот, една точка, тоа е нашата душа, која што секогаш чека и е тука да биде слушната. Затоа што кога ќе си одиме од овој свет, она е таа која што, нели, е секогаш тука и постои. И е вечна. И е вечна. И храната за душата е се ова што го збориме. Тој внатрешен мир и љубовта. И знаеш како, душата е мостот помеѓу умот и телото. И мора да постои. И
не мора ништо, ама мора. Мора луѓето да се разбудат, Збориме да се освестат. за здрав живот. За здрав целосен живот. Ако целта ни е здрав живот. Да, затоа што Марија, ние можеме да ги јадеме сите овие прекрасни суплементи кои што на вистина имаат енергетска вредност и се здрави. И ќе јадеме. И ќе идеме, ќе вежбаме. И тоа е супер. Ќе се набилдам ја преубаво тело и ќе направам и се. Меѓутоа, ако не работиме, ако не посветиме внимание на нашите емоции, на нашите трауми, на она што го носиме како креч во нашата креч, сега го спомнав, а него ни поврзав. Знаеш, она старите болјари порано, бидејќи имаме тврда вода во Македонија, или онака креч што создава, и оние болјари во купатило што ги имаме. И сега јас на времето кажувам, ние кога живеевме, јас се уште со родителите, и немаше да има топла вода. Зошто нема топла вода? Има многу креч. И ќе доеше комшијата фино лепо и ќе земеше, ќе го исчисти со рака тој креч, ќе падне доле се фино во када и ќе протече топла вода. Така и во нашето тело. Ние имаме многу креч. Бигор, да. Има толку многу, знаеш, се и се што. Имаме трауми од овој живот. Имаме трауми кои што ги носиме како енергетски записи од нашите предци. И од наши претходни постоења и така натаму. И нас ни е потребно да работиме на таа емоционална, духовна енергија, затоа што, како што пред малку реков, тоа е мостот помеѓу умот и телото. Потребно ни е тоа е дел од кариката за вистинско здраво живење. Јас не викам дека тоа е клучно или не викам дека, не знам, здравите суплементи се клучни или вежбањето е клучно. Сите се клучни, сите аспекти се важни. И тоа е и здравата храна е храна за душата. Па и телото ако не се храни здраво, тоа ќе си покажа. Така е. И се е поврзано. Јас не би ги издвоила дека некој аспект е поважен од другиот. Не, сите подеднакво се важни. Сите подеднакво треба да им посветиме внимание. Секој од нас. Да имаме и она вистински придобивки, вистински благодат. И да имаме навики, вистински навики. Да имаме. Јас често кажувам и ќе повторувам дека ние сме сочинети со навики. Ние функционираме на база на навики. Апсолутно. Наутро стануваш, секој има различен ритуал, но е ист. Без исклучок е ист. Стануваш, пример, одиш во тоалет, правиш доручек или кафе, седнуваш на иста позиција. И тоа се све навики. Да. Автопилот. Све се тоа навики. Да. Кои се, затоа што луѓето пробуваат да си го променат животот, без разлика сега дали збориме нели за душа, за духовност, за здравје, за емоции, и пробуваат да ги променат своите навики. Некои пробуваат се од корен, во смисла, од денес почнувам да станувам во 6, ако станувал во 10 или во 11. Не знам, престанувам да пијам кафе, да пијам алкохол, почнувам да трчам, да вежбам и менуваме 20 навики, тоа трае 2, 3, 5, 10 дена и после века не можам, ова е напорно. И во право е, да. Тоа е напорно. Дали промената почнува од тие најситни, мали навики? Да. И кога ќе ги видиме резултатите од тие мали навики, тука сваќаме својата моќ. Можам. Целосно се согласувам. И уште нешто што е исто така важно. Зошто тоа го правам? Која е целта? Ако јас точно знам која е целта, дека јас овие навики ги минувам затоа што сакам да го променам животот, а за да го променам животот, треба да ги променам овие навики, да почнам од нешто минимално. Секоја промена, најмала навика е промена. Да. Апсолутно. Многу убаво кажа. Значи, знаеш, онако ќе се изфрустрираш и кој ќе ти дојде, од утре се правам. Да. Или нели од понеделник. Нов лист. Или сега нова година. Да. И затоа толку кратко трае. Толку е специфично кога ние менуваме навика, затоа што треба подсвеста да разбере дека тоа е нова информација.
Ти не можеш толку така нагло да ја дадеш на подсвеста, 5, 6, 7, 8, па 10 работи. Не. Таков шок може да се случи и да се откажеш за 5, за 10 дена или за 15 дена. Јас сум секогаш да се почне од она што е наједноставно, најлесно. За мене е тоа многу по-долгорочен резултат ќе даде, него, нели, ако почнеш со седа се Воопшто менуваш. ќе даде резултат, а ова сигурно дека нема да даде, апсолутно. Знаеш, убаво кажа, сите ние сме различни, меѓутоа имаме исти навики. Секој нормално во зависност од тоа во која фаза во животот се наоѓа. Не знам, деца имаш, треба да ги распределуваш, не знам, школа, мали деца, поголеми деца, поголеми деца, па си слободен, но секако ние си ги според тоа какви ни се приоритетите и така си ги менаџираме тие навики, ги хендламе тие навики. Но да, сите имаме исти навики. Почни од она, не знам, што ти е, ако сум јас од 8 сат на работа, стани порано, за да дали да измедитираш или да вежбаш, ако ти е, нели, проблем навечер да вежбаш или што и да. Јас секогаш сум за тие мали навики. Или го спомна станувањето наутро. Многу сум размислувала искрена да бидам на таа тема. Секој организам е различен и не може некој да станува рано. Знаеш, ти треба да се го слушнеш и затоа телото е многу битно кога го слушаме. Преку дишењето можеме да научиме да воспоставиме контакт со нашето тело. Може да се почне со некои техники со 2 минути свесно дишење. На интернет има предобри техники, видеа, туторијали, што се нема, како да почнам јас правилно да дишам. Или можеме на јога да одиме, или не знам, на некои места каде што се држат медитации, каде што, нели, учиме како свесно да дишам. Да почнеме само од тоа. Можеби не можеш да станеш наутро, нели, толку рано. Организмот не сака да станува толку рано. Има многу луѓе што не може да станат наутро. Тоа е повеќе поврзано со тоа што го носиме како ДНК, не е толку поврзано, знаеш, се толку книги излегува, клубот во 5 часот наутро да се стане. Има зошто да се стане и има зошто се прават ритуали во 4, во 5 наутро, но тоа па е друга тема. Ма не сме дизајнирани сите за тоа. Тоа сакав да кажам. Ја не сум за тоа дизајнирана лично. Јас не сум. Да. И јас сум утрински човек и мене не ми е проблем да станам наутро порано. Воопшто не ми е проблем. Мене ми е потешко па да седам навечер покасно. И вежбањето наутро ми е многу полесно. Значи, секој треба, според мене, да си го најде својот тек, да се научиме да си го слушаме телото, затоа што телото се не кажа, дури што да облечеме. Што да направиме? Знаеш, онако се спремавме, еве се сретнавме, ај ти вчера, еве се спремам, нели, ке тебе во емисија сум. Си го слушам телото, што ќе ми кажа. Да, ти ми кажа, обично не се шминкам на подкаст, ама сега ми дојде. Ја ти викам, тоа што ти доаѓа, тоа прави си го. И тие навики треба да бидат многу по-ситни на почеток, помали, за да дојдеме до некоја по-голема, по-значајна навика, затоа што шок во организмот секако ќе се случи. Подсвеста ќе биде многу упорна и ќе рече, не се занесува сакате се, толку многу работи да преш. Не. И знаеш, кога се бајле на снуз, го ставаш телефонот, еднаш снуз 2 пати, 3 пати, 5 пати, така и ние ќе направиме неколку работи што сакаме да ги промениме и подсвеста ќе настави на снуз. И ти на крај ќе речеш, ова не е за мене. Пробав ја. Браво. Тоа кој ќе го служнам, пробав. Не си го направил. Треба, ако ништо друго, 40 дена да го направиш. Леунче. Во еден подкаст, ќе те цитирам сега, не сум сигурна дали збореше за медитација, мислам дека за медитација, и кажа: некои луѓе викаат ќе пробам медитација. Да. Нема што да пробаш. Ти тоа треба да го правиш и апсолутно се согласувам. Па пред малку Јас кажам. сега ќе пробам да пијам протеин. Да. Како да пробаш? Тоа е дел од секојдневието, тоа е додаток во исхраната, тоа треба ти да го конзумираш. Да Па на доктор, еве, да речеме медицината, идеме на доктор и доктор ќе ти рече, пи го ова месец дена, па дојди на контрола. Нели? Ти не пробуваш да го пиеш тоа, месец дена. Браво. Тоа е, па да. А да не збориме за сите овие сега, толку е напредната цела ова индустрија на суплементација, каде што на вистина се висок квалитет. Така е. Се она што ние го пиеме, и тоа е, нели, за нашиот организам. Така што и сите овие навики не можеш да ги пробаш. Така е. Јас стално го спомнувам Новак Џоковиќ и пак ќе го спомнам. Новак Џоковиќ не проба да игра тенис, нели? Па исто и сите ние. Ја не пробав така ова да го правам и еве, така интересно ми се виде, па дојдов ја така да пробам. Да пробам. Да пробам. Не. Не е колачево. Не.
Значи си бара личниот развој, духовниот, спиритуален, како и да го наречам, бара промена на навики, бара дисциплина. И трпеливост. Не сме браво. трпеливи. Сакаме сега се и одма. И да прифатиме во каква и фаза да сме. Затоа што може и ќе се фрустрираме на почеток. Да се прифатиме дека можеме да имаме и таков ден и ваков ден. Браво. И да бидеме подобри. И let it go да направиме, да пуштиме. Само да дозволиме на процесот да се случува. Промените ќе се случат. Еве, ти се занимаваш толку години со фитнес и така натаму, ти не можеш такво убаво тело да имаш, да пробаш. Ќе додам јас таму на фитнес и супер, ќе идам у теретана, ќе пробам. Не. Тоа е цела филозофија. Не е тоа. Кажа премато, тоа е начин на живот. Да. Сите тие 3 сегменти се начин на живот. Тоа е И не култура може на да живење. Браво, точно. Култура на живење. Не може да се изостави ништо. И не е тоа, знаеш, толку сега има многу информации, луѓето можеби се чувствуваат избезумени од толку многу информации, не знаат кај да фатат пат, што да направат. И ја ги разбирам, вистина се фрустрирани. И секој треба да си го најде својот пат полека. Ако треба помош, тука сме. Ќе покажеме и покажуваме, постојано покажуваме. Не мислам дека толков голем проблем каде да го најдеме, да кажам, изворот на спасот или на помошта на душата, практиката. И јас кога прв пат се сретнав со поимот духовност, работа на себе, и јас длабоко во себе, ама тоа сега го гледам, тогаш во тоа време не го гледав, дека мојата душа барала промени. Да. Барав помош и Дејан ми вика, каква помош? Ајде на психолог. Викам, не дека ова ја поценувам психологија, далеко од тоа. Јас од кога знам за себе, читам таква литература и ме интересира. Не, ова е нешто друго. И во тој момент ја не можев да си го објаснам. И кога дојдов до пристап, до духовен учител, јас вака реков, што треба? Не колку ќе време ќе трае, не колку ќе чини, што треба да направам? И мислам дека тука, јас сега тоа го гледам, тогаш не бев свесна за тоа дека уствари тоа е реално, барем од овој аспект сега гледам дека тоа е вистинскиот пристап кон промена. Како и за духовноста, така и за физичкото тело, за тренинг. Јас имам клиенти кои што ќе речат што треба. Имам клиентки, па не сакам ја тоа, па дај нешто поразлично, па дај, ама види веќе 3 месеци, јас веќе уште имам стомак, знаеш, сакаме одма и сега резултати. Немаме трпение, пак се враќаме на оној муабети со навики, со се и пристап кон тие промени. Мора да сме отворени и сите ние имаме различна подобност. Апсолутно. Јас и ти сега да почнеме во исто време да вежбаме како невежбачи, ти можеш да имаш побрзо резултати од мене или обратно. Да. Или да сме на некој духовен пат, јас можам многу подлабински да навлезам од тебе или ти повеќе од мене. Да. Не треба ние да се споредуваме со другите луѓе. И одлична еве и тема споредбата со другите луѓе. Апсолутно, да. Дали споредбата, реалната споредба треба да биде со нас самите во смисла која бев јас пред 2 години? 3? Така, Не браво. вчера завчера, тоа е блиску. Да. Пред 2-3 години каде бев јас? Која бев јас? И ако сега гледам промена, тоа е тоа. Да. Ако нема промена автоматски, тоа е стагнација, бидејќи времето проаѓа, се проаѓа. Јас ако не напредувам, автоматски стагнирам. Твое искуство, колку луѓето, мислам, знаеме дека се споредуваат, но сакам да го доловим оној момент колку е тоа штетно, затоа што сите ние сме родени со одреден талент и секогаш ќе најдеме поталентирани од нас, или не знам, поубави од нас, или пошармантни од нас. Кој е твојот пристап? Верувам дека имаш низ твојата работа со луѓе кои што се споредуваат со луѓе, а од друга страна прашањето е колку таа слика од тие луѓе е реална и е вистинска? Да, многу се споредуваат. Се споредуваме, значи не се изолирам себе си, меѓутоа сум научила низ годиниве да тоа не го правам повеќе. Знаеш? Браво, извини, се учи, како што Да, кажа тоа. се учи. Се учи.
таков ни е системот, уште како деца, знаеш, и не велам дали е погрешно или не е погрешно, и тоа се наметнати некои парадигми кои што ги носиме. Нели, види го детето на комшијата, нели, види колку е добра таа, види Марија колку е добра, види колку е умна, колку она убаво учи, види фустанчиња носи, ти цело време си во панталони. Сега кажувам некој поедноставен пример, ама сите тие такви примери кои што може би изгледаат смешни, се многу значајни. И сега цело време ние живееме во таков еден свет каде што ја немаме таа внатрешна лична валидација и љубов, само себе љубов, нели, љубов себе љубов, како тоа се нарекува, каде што јас точно знам која сум. Јас сум Катерина, си имам своји потенцијали, си имам своји таленти и идејата е да ги гаам истите тие, за да можам и, нели, да бидам придонес во системот, во општеството, во заедницата во која што живеам. И да ја живееш својата природа. Да, и да ја живеам својата природа и мојата автентичност. Меѓутоа, ние малку излеговме од тој пат и самиот систем, самото општество, самата култура, не изборам овде само кај нас, зборувам во светски рамки, тоа ни е наметнато. И сега, во последниве години, откако излегоа социјалните мрежи, па тоа споредба е уште поголема. Еве јас, ќе дадам пример. Јас наполнив пред неколку месеци 50 години. И толку се зборува за убавина. Значи, излегоа толку различни форми на разубавување надворешно, нели, секакви, не знам, ботокси, мотокси, не знам ова, не знам она. И сега, нели, и јас сум човек. И јас се соочувам со тие напади од медиумите за тоа како треба да изгледам, па колку години полна, па леле има помлади од мене, па нели, тоа е внатрешна борба и надворешна борба. И јас одлучив, значи не дали сакам или не, јас одлучив дека природно, како што се случува процесот на изминување на години во оваа трета димензија, во овој физички свет, јас ќе ги прифатам. Како што и се прифаќам себе си во тој еволутивен личен развој. Затоа што тоа е мојата автентичност. И јас не можам да бидам Марија. Нити Марија може да биде Кате. Нити треба. Ти имаш, да, и нити треба. Ти имаш своји квалитети. Ти си прекрасна и све. Јас имам своји квалитети. Јас сум прекрасна. Сите овие луѓе кои што седат позади камериве и што не снимаат, имаат своји потенцијали. И ќе кажам еден израз малку, можеби не убав, најглупаво нешто што може да биде е да се споредуваме со други. Убав израз, да. Затоа што така ја губиме нашата моќ, така ја губиме нашата енергија, така ја губиме нашата креација, така ја губиме нашата мисија и смисла за постоење во овој свет. Наместо ја да се фокусирам и да работам на нешто многу поголемо и значајно, јас ќе се занимавам дали ќе треба да правам нешто или не треба да правам, или да не сум доволно автентична, или да правам работи што Марија ги прави, па можеби ќе бидам поавтентична. Не. Споредбата многу убаво каже, е со мене, со нас. Каде бев јас пред 1 година, пред 5, пред 10, пред 20, пред 30 години. Па ние сме еволутивни битија, па замисли ја да бидам иста како пред 10 години, со исти сваќања, со исти проблеми, кои да се сретнеме, па све исто да правим. Тоа е тоа несвесното. Дај да правиме големи нешта, дај да бидеме хумани. На оваа земја и требаат многу повеќе други работи него јас да се занимавам со тоа, нели, дали сум автентична, не сум автентична, или кој е подобар или не е подобар. Не. Јас ако сакам да светам, не ако сакам. Има многу голема сакам и бирам. Јас бирам да бидам светлината, бирам да бидам промената што сакам да ја видам во светот. Не да се менува светот околу мене. И не ја прифаќам таа игра. Тоа не е мој избор. Тоа е избор на сите други. Јас никого не судам. Секој си има свој избор. Да се разбереме. Значи, се е дозволено во овој свет. Но ова е мојата
мојот придонес. Не е ни борба, него е мој придонес. Придонес за тоа јас да бидам автентична. Затоа што ако не сум автентична, јас ќе бидам и против она што предмалку го кажав, она моја мисија, нели, преку она што го правам и делувам и тоа што го говорам, да бидам таа што ќе ги инспирира и мотивира луѓето да бидат промената и они што сакаат да ја видат во светот. И сите заедно да бидеме придонес кон сончувство, мир и љубов. Затоа што автентичноста на вистина дава туку се поврзуваме со нашето повисоко јас, се поврзуваме. Кога сме автентични, тогаш имаме подреденост на трите аспекти, и умот, и телото, и духот. Затоа што не мора да биде обратно, да работиме на умот и на телото, па да почнеме да се будиме. Не, може би да се разбудиме, зборувам, нели, духовно да се разбудиме, па тогаш ќе ти дојде и дека треба да пиеш, дека телото само ќе ти кажа дека јас треба да јадам здрава храна, дека треба суплементи да користам, дека треба да пијам здрав сок и физички да работам на себе. Затоа што едно без друго не оди. И нема едно дали е приоритет или не е приоритет. Се е важно. И да. Сметам дека тоа треба константно да го повторуваме. Дека сите тие три прават една целина. Да. Дека не треба... Знаеш, многу луѓе мислат дека кога ќе се осврнеш повеќе на духовноста и дека не е важно ни како изгледаш. Да. Знаеш, или се оддалечуваат од овој физички свет. Да. Па не морам Иле, тоа, да. па не морам. А тоа е, ние сме сите тука дојдени со некоја мисија. Ние сите треба да ја живееме својата природа и да го откриеме талентот, затоа што сите имаме таленти. Да. Еве, твојот талент е да менуваш животи. Да. Ти знаеш, твојот талент е да комуницираш со луѓе. Твојот талент е знаењето што го имаш. Талентот е да го споделиш со луѓето, да го сватат луѓето тоа, да промениш живот. И ти тоа го живееш. Да. И сите ние треба да си го бараме својот талент и да ја живееме својата природа. Сакам да те прашам, спомна дека веќе имаш 50 години, јас имам 35 и многу често добивам, вау, ти не изгледаш за твои години. Верувам дека и ти се соочуваш со тие коментари како не изгледаш на тие години, но... Нели па на кои години да изгледа? Така. А јас имам едно друго прашање. Како една жена од 50 години треба да изгледа ако не вака? Или како една жена од 35 години, ако не треба вака да изгледа, како треба да изгледа? И грижата за себе, обично ќе ми речат, а што користиш ти? Никој не прашува, а што правеше до сега? Да. И тоа што правеше што до сега. правеше Браво ти за до ова. сега? Да. И значи пак се враќаме на сите тие три нивоа. Колку си ментално, емоционален, здрав, душевно, физички. И на оваа тема, мала дигресија, имено поклонче за тебе, баш кога станува збор за грижата за себе. Ова е една крема. Да. Алоe вера, ја се користам предобра. Серум. И нешто што верувам, не знам дали користиш ашваганда или не. Леле, користам ашваганда. Стварно, да, одлично да, се капсули, 60 капсули има во едно пакување. И баш ке ти, пошто веќе користи, знаеш дека ќе ти помогне за повеќе концентрација. Ова препорачувам на секоја. Така. На секого го препорачувам. Поготово за возраст жени. И пак на сите три нивоа. Да, на сите три нивоа. Да. Апсолутно. Физички, емоционално, духовно, секако помага. Повеликате, ова е поклонче. Многу ти благодарам. За тебе. Значи, натура терапи ми се мене, јас си ги сакам и се ме соработувале и се една прекрасна компанија. Еве. Точно. Ова го кажувам од лично искуство. Не е ова ни платена реклама, ни ништо. Кажувам од лично искуство. Ова е една прекрасна компанија која што на вистина води грижа за здравието на човекот. И топла препорака. Се согласувам. Да. Колку медитацијата, техниките за дишење имаат влијание на физичкото здравје? Дали се одразуваат на нашето физичко тело? Да. И на кој начин? Да. Да, и како се влие, многу влие. Поготово, нема поготово.
Има исти и техниките за дишење и медитацијата. Па едно без друго некако не ми одат на мене. И знаеш, толку сме во умот и таму има таков сообраќај од мисли и нема црвено, жолто, зелено, никој не застанува, ни кружен тек, нема ништо, тоа е таков хаос. Колку пати сум се сретнувала и ќе дојат клиентки, леле, медитираме се и работиме, и леле, многу мисли имав. Што мисли имаше? Не знам, ова ми излезе, тоа ми излезе. Добро, викам, не се фрустрирам, она што го зборевме пред малку. Треба време. Треба време да помине додека не се смират мислите, не почнат да возат малку поспоро, додека не малце се одвојат од нас. И медитацијата и техниките за дишење создаваат, не учат на свесност и присутност сега и овде. И тој сообраќај на мисли што го имаме почнува, како што пред малку реков, да, не знам, помалце коли да има, нели, помалку мисли да има, па ќе го видат семафорот, ова пластично го кажувам, па ќе застанат, нели, чекај сега, еве, Акате медитира, дај да видиме што ќе се произнесе во целиот тој процес. Така што медитацијата и техниките за свесно дишење не учат на свесност и присутност сега и овде. Ако некој сака да започне да почне да ја разбира смислата на свесност и присутност, зборот mindfulness за мене е одличен израз кој што точно тоа го прикажува, иако е англицизам и нема буквален превод во македонскиот јазик. Ја се извинувам што го користам како англиски израз во емисијава, меѓутоа не учи на таа свесност и присутност сега и овде. Затоа што јас кога дишам правилно, кога ги правам тие техники за дишење, значи мене фокусот ми е само на дишењето и на телото. И ќе биде сосема природно доколку мислите ни одлутаат. Но тоа не е страшно, воопшто, и да се појават и да отидат. Само стануваме свесни, да немаме, да не судиме дека ни отишле некаде мислите, туку само да се вратиме на дишењето. Толку. И медитацијата токму тоа го прави. Ти кога си, без разлика, дали е водечка медитација, дали е со мантра медитација, има нели различни правци на медитација. И сега, таа медитација ни го смалува тој сообраќај на мисли и доаѓаме до извесен период со извесна навика таква, до еден период каде што ние преку таа практика успеваме да мислите бидат наши сојузници, да бидат, нели, одвоени од нас, без разлика како и тоа да го замислувам, и да сме во една толку смирена, сталожена, една таква вибрација се случува во телото, да ја немам зборови тоа да го објаснам, тоа треба стварно секој да го искуси, за да ме баш она разбере што сакам да кажам, меѓутоа можам да кажам дека се случува, нешто се случува. Клетките танцуваат. Браво. Браво. И тоа се случува. Браво, одлично тоа го кажа. Затоа што ние сме толку под стрес, секој ден во различна ситуација, да телото цело време е во грч. И наместо клетките да се регенерираат и ние да имаме еден флоу на енергија, она што пред малку зборавме со кречот, нели, со бигорот. И наместо ние да ги потикнуваме нашите потенцијали кои што ги носиме во нас, потенцијали за исцелување и телесно, и духовно, и умствено, ние сме постојано по константен стрес цело време и нема тие како да се исцелуваат и да се потикнат тие аспекти на само исцелување. А техниките на дишење и медитацијата го смируваат и умот и телото. И тогаш почнуваме да комуницираме со нашата душа. Тоа е начинот на кој што можеме да комуницираме со нашата душа. Тоа е порталот за да можеме да комуницираме. Тогаш доаѓаат идеи, тогаш доаѓаат различни креации. Па ја само во медитација колку сум имала идеи и пишување и толку работи се случуваат, затоа што умот е мирен, телото е мирно и е се во сталоженост. Се во хармонија и баланс. Кога има мир, може да се спуштат многу информации, идеи. Да, и тогаш сме вистински канал на изворот. На изворот, нели? Така, точно. И тогаш протекува енергијата низ нас. И тоа е многу мокно. Во медитација дека извини, пред малку многу убаво кажа, често пати луѓето не може да најдат баланс, дека мислат ако влезат во овој свет, дека леле тоа е совршено како го
спомна. Луѓето мислат дека ако се влезе во овој свет и дека треба сега да се запуштиме, дека нема нели да водиме грижа за нашето тело. Па сега јас себе сум средена, нели, нашминкана, нели, еве, знам да се напијам и чаша вино. Јас не кажувам тука и на никого нема да му кажам дали е ова правилно и неправилно. Не, јас го слушам моето тело. И духовност не значи дека треба да идеш во друг правец. Или ако си само во фитнес, дека не можеш ова да го правиш. Или ако само умствено го правиш ова, не можеш ова да го правиш. Па јас имам толку примери на мои клиентки кои што оделе и на психолог и доаѓале кај мене, сме правели енерготерапии, сме работеле на медитација. Па такви фасцинантни резултати имале, таква фасцинантна трансформација, па стварно да ги запишеш и во книга како случај, нели, како примери. Затоа што ние не можеме ништо да смениме што се случило во минатото и она што го носиме како информации, кој што нашата клетка го носи како информации од нашите предци и така натаму, но ние можеме да се трансформираме. И тоа е нашата задача. И тука е нашата одговорност. Браво, не можем, одговорност. Да. Јас ќе се надоврзам на ова што го кажа. Веќе некако луѓето се, да кажам, се вадат на овој момент, ама јас имав такво минато или имав такво детство, и тоа е така, сите ние сме имале на овој или оној начин добро, лошо детство. Сите ние имаме трауми, нели, од нашето детство, но тоа не е изговор. Напротив, тоа треба да е тригер и потсетник дека треба нешто да промениме. Апсолутно. Тоа е нашата сила, тоа е нашата моќ. Тоа не е потсетник, ако тоа не е причина, ние да работиме на себе, тогаш што е? Ние ако ги немаме тие работи, тогаш нема што да санираме. Да. Ако веќе направила околината, родителите, училиштето, предци, предходни наши животи, тогаш и ние тоа го знаеме. И сега добиваме информација дека тоа, односно начин како тоа ние да го санираме. Да. Тогаш? Апсолутно. Тогаш само станува одговорноста или неодговорноста за себе. Тоа е најтешко кога треба да преземеме одговорност. Одговорност ке нас, таа е тема што многу ја сакам. Ја обожавам таа тема. Исто. Ја пишувавме и во книгата Будење свеста. Значи, за кога правиме фини работи, нели, кога имаме успеси, јас сум одговорна. Јас, еве ме. Јас сум заслужна за овој свој успех, ама за неуспех. За неуспех. Или кога треба да се направи промена. Не. Секогаш имаме вака прсти, ти, изговор да се најде, оправдување да се најде. Пази, тоа е прво оправдување кон себе за јас да се смирам, а после за луѓето околу себе. Одговорност значи да јас преземам одговорност за сопствениот живот, за сопствените резултати, одговорност за моите емоции, за моите приказни животни, за мојата цела временска линија во овој живот. Јас не можам да се вадам на мајка ми и татко ми. Јас прекрасни луѓе, они сега не се во оваа димензија и они да не беа, па ја немаше да бидам ваква каква што сум и да сум овде заедно со тебе и да делиме една прекрасна мисија. И ја не можам да се вадам на нив. И они си правеле своји работи, секој си има своја карма, не знам, јас не се мешам. И тоа е било дел од мојот процес на будење, на свесно живење, на исцелување. И сега, тоа е мојата сила, тоа е мојата моќ. И најголемите гуруа светски, кои што ги знаеме, да не спомнувам имиња, секој од нив имале некаква историја и некаква приказна и некакви трауми. Но ако успееме да ја препознаеме можноста дека тие трауми се нашата моќ, ние можеме многу да направиме. Браво. А трагедии многу се случувале. Многу. И сите често сме имале трагедии. Често се тоа подсетници. Да. Ако почнеме дека може да поинаку. Ако почнеме да ги доживуваме сите тие непосакувани ситуации, случаи низ животот, ако почнеме да ги перцепираме, што носи ова? Да. Што ова треба да пробуди во мене? И да учиме од нив. Затоа што има ситуации во животот во кои што ние можеме да влијаеме и да ги промениме, но има ситуации кои не можеме да ги промениме. И што останува? Ги прифаќаме? Да. Ги прифаќаме. И знаеш како викам ја, прифаќањето не е да земам сега бело знаме и капитулација да прогласам. Не. Прифаќањето е, го правам тоа за себе.
Така, дека прифаќам работите ова се е така што такви, сега. какви што се, затоа што болката и тој настан или таа ситуација или таа травма е неизбежна и постои. Меѓутоа, страдањето Е избор. е избор. И тоа мој избор. Јас одлучувам дали ќе страдам или не. Ама Кате, знаеш, многу е тешко. Не. Јас бирам дали ќе страдам или нема да страдам. А болката е таа, траумата е таа. И затоа велам, силата и моќта е во тие такви ситуации, од кои што ние многу учиме за себе. Така е. И можеме како феникс, нели, повторно да излеземе како победници, нели? Од таму е таа Фениксот се поговорка издигна. наша, тоа што нема да те убие условно, те прави посилен. Да, апсолутно. И тоа е стварно така. Би сакала уште малце да се задржиме на темата одговорност, како што кажа, многу има, мислам дека можеме уште наредниве 3 часа. За цел подкаст ќе отиде на таа тема, да. И да се согласувам дека наша одговорност е за нашето тело, за нашето здравје, за нашите реакции кон нешто или кон некои луѓе. Но исто така, кога мое некое видување, сакам да слушнам дали ти тоа така го согледуваш и го доживаш, дека кога ќе почнеме да сме одговорни кон нашите лични ситуации, работи, чувства, така почнуваме да стануваме одговорни за околината околу нас. Браво. Од тука се почнува, не од надвор, од себе. Тука вклучува одговорноста за екологијата во нашиот град, например. Одговорноста за влезот во зградата во кој што јас живеам. Како го одржуваме тој влез. Од она емпатија и хуманост за другите битија. Тука ти почнува да чувствуваш одговорност. И ова е идеална прилика да спомнам како јас и ти се запознавме уствари. Да. Тоа беше пред 2-3 години, мислам дека има. Да. Пред емисијава баш се подсетувавме, Да. мислам дека 3 има. Се запознавме преку АЦТ, хуманитарната организација, и заедно садевме дрвца во средно, мислам дека беше училиште во Шутворизари. Да. И обично со тебе секогаш кога да се сретнам, се среќавам на некои такви баш убави настани евенти. Тоа е преку АКТ, тогаш садевме дрва, а после тоа често се среќававме на акциите со делење на храна. Што за тебе е хуманост не како поем, туку како чувство? Како чувство. Знаеш, дали е тоа храна за душата? да, одлично, храна за душата. Ете така. Знаеш, тоа е една толку интересна емоција кога даваш. Право. Знаеш како да ослободуваш простор во твоето тело, енергетски ослободуваш простор во телото, да можеш уште да примиш и уште повеќе да дадеш. И па искрена не знам што друго би кажала дека хуманоста е она во вистинска смисла на зборот хуманоста е храна за душата. Браво. И многу се радувам што сум дел еве од организацијата АЦТ толку време и кога за прв пат нели се запознавме, тоа толку беше убава спонтана акција. Толку едни прекрасни луѓе што се дел од таа организација, кој што навистина, еве и ти си сериозно инволвирана во целата организација и секоја недела стално стикаат пораки, Марија е прва, ајде дечки да почнеме со нова организација, мислам стварно, јас многу сум споделувала и препорачувам најтопло, нека биде АЦТ, нека биде некоја друга организација, меѓутоа да бидеме хумани и да дадеме. Не станува збор дали тука имаме пари или немаме пари, дали ние треба да дадеме или не треба да дадеме. Тоа е внатрешна емоција, внатрешно чувство, тоа е толку благородно, тоа е толку убаво да ја стварно не можам да објаснам. Еве сега сум добила еден подрок. Ова е давање исто. Така е. Без разлика нели дали тоа го правиме за некоја ранлива категорија или нели си даваме ние продароци на себе. Па самото чувство ти кога даваш подрок, кажи колку е убаво. Секој може да се потсети колку е прекрасно тоа чувство. Никогаш не знам дали подобро чувството кога јас давам или кога ми дават, нели? искрено. Да. Ја мислам дека подоминира, ке мене подоминира кога давам подароци. Да. И
А кога сме хумани во една социјална општествена смисла, кога помагаме на оние што се стварно ранлива категорија, кои што навистина и немаат, кои што животот ги насочил и се таму каде што се, и кога ние можеме со целата наша одговорност и со целото наше постоење да бидеме дел од таа приказна, тоа е сериозно многу. Тоа е, не знам, тоа е многу поважно од било што друго поважно, што се смета дека е. Така е. Не дава оној кој има пари, него оној кој има душа. Да, кој има срце, па навистина е така. Апсолутно. Па тие прекрасни луѓе таму секој вторник што доаѓаат, без разлика кој доаѓа со каква намера. Па тоа е изразот на лицето. Па мислам стварно. Нели? Таа енергија таму што има е посебна енергија. Посебна енергија, леле? Не знам, така ми Многу те се чувствувам и буквално така се. Туку е тоа мокно, луѓе мои, па тоа е. Секој можеме тоа да го направиме, не мора постојано да го правим. Секој на свој начин. Секој на свој начин има толку организации. Сега пред Нова година ќе се собираат средства за делење во различни и организации кои што плюс помагаат на децата и без родители и така над. Постои начин. Абсолютно. И хуманоста е дел од приказната, затоа што хуманоста е дел од оние аспекти кои што ние ги носиме и дадени ни се од Бога. Давањето е дадено, тоа е природно. Ние природно го носиме тоа во нас. Само го губиме во текот на животот. Го губиме. И хуманоста е дел од одговорноста. И многу убаво го кажа, кога јас сум одговорна за себе, се отвара едно многу големо широко поле на едни други аспекти кои што до вчера не се ги приметувал и кои што не ти биле значајни. И приоритетот станува различен. И сакаш да дадеш, сакаш да помогнеш, и кога ќе го почувствуваш тоа чувство, ти сушност сваќаш дека си дел од една голема слика, од една голема визија. И да, јас сум промената што сакам да ја видам во светот. Тоа константно го кажувам, затоа што се поврзано, се поврзано. Тука се вртиме во еден ист круг. Како сега јас да чекам цел свет и све да се промени кај нас? А јас не правам ништо. Јас сум дел. Јас како единка, или ти како единка не можеш да направиш промени сама ти, но ако јас се почувствувам дел од ова општество и дека ја носам своја одговорност, тогаш се менува. Се менуваат многу нешта. Се менува. И како што спомна, тоа е едно прекрасно чувство и на тие акции каде што делиме храна, но и кога посетуваме семејства, и поготово тоа кога ќе го видам кај мали дечиња. Да. Таа искрена среќа во очите, тоа задоволство, со едно мало чоколадце, или не знам, со некоја облека или патики. Неспоредливо е со ништо тоа чувство. И како што кажав, и тоа е еден вид на љубов, хуманоста, на емпатија, на сочувство. Те разбирам. Да. И ја можам само волку да помогнам, ама за некого тоа е многу. Да. Ако сите ние, како што спомна, хуманост не мора да си во хуманитарна организација па да правиш нешто. Но е убаво зошто? Затоа што кога заедно прави нешто, можеме многу повеќе да направиме. Да. И ако јас и ти денес треба да одиме на некоја кафе да потрошиме 200, 300 или 500 денари, можеме денеска тоа кафе да не го одиме и ќе го дадеме, и ако размислуваме 10 души како мене и кај тебе, ќе усрекиме едно семејство. Ќе купиме облека, купиме облек или училишен прибор за некој дете кој што не може да си го дозволи. И тоа чувство што го доживувам на тие акции, ја не можам да го доживеам на ниедно друго место. Да. Тој спокој во себе, таа на исполнетост, затоа што се чувствувам корисна. Да. Се чувствувам корисна. Сега бевме ова лето и кога сум одела во некои дестинации, каде што се посиромашни дестинации, и еве сега ќе се сетам и ќе се надоврзам на ова што го кажуваш, бевме пред некоја година во Занзибар и таму стварно се сиромашни. Значи, живеат во некои такви глинени куќи направени. Мислам, на такви дестинации гледаш колку си ти всушност и богат. И уште од тука агенцијата на предупреди ни кажа, ќе ве замолуваме, ако имате можност да понесете, ќе посетиме училиште, и ве молам ако може да понесете, нели, боенки, не знам, тефтерчиња и така натаму. И ние во групата сите имавме по нешто да земеме, чоколадциња и така натаму. И бевме во тоа училиште, како сега имам таа слика. Не знаеш, Марија, колку се радува, колку беа срекни.
Таму девојчињата кога имаат циклус не одат на училиште затоа што немаат хигиенски средства. Можеш да замислиш во каква сиромаштија живеат. А ние сите кои имаме можности, можеме да бидеме одговорни, општествено одговорни, на тој начин да направиме и промена во нашето окружување. Така. И тоа е таква една, ти што викаш, очите како те гледаат. Боже, тоа е на ниво на душа. Така е. Тоа е многу длабоко. И длабока поврзаност. Пак ќе повториме дека тоа е најздравата и најубавата храна за душата. Апсолутно. Се согласувам со тебе. Пробајте и ќе видите. Одлична порака. Искрено, не сакам да застане овој разговор, Да. а верувам дека Што, и на многу крај од сме? гледачите не би сакале овој разговор да престане. Ја би можела да зборам вака уште барем За 2 уште многу часа. требаше да зборим. Уште многу. Ајде, Не сме се шалам. ограничени Не, се воопшто. шалам. Ќе дојдам Би сакала- повторно. Е тоа. Значи прво да те прашам дали повторно би дошла Да. и да пишат во коментар гледачите дали би сакале и они втор дел да има. И сега би сакала да не те насочувам кон некоја тема, би сакала ти тоа што ти сакаш да го дадеш на луѓето, на публиката што ќе не гледаат, порака, мисла, имаш време колку сакаш. Нешто што јас не те прашав, а е многу важно, ли сакаш да го споделиш? Леле, многу Што и сакам да е. една приказна да кажам. Кажи слободно. Сум ја Слободно колку и да кажувала трае. и на други места, ама мислам Ајде. дека е вистинско. Време пак да ја повторам. Никогаш не е стара. Да. Си бил некој крал кој што имал 4 жени. Може си ја слушнала оваа приказна? Не? Или не се сеќавам? Да. Имал 4 жени, човекот, многу богато, многу убаво. И живеел раскошно, лели како сите кралеви што си живеат раскошно, и доаѓа време да си оди во задгробниот живот, да си оди од овој свет. Но, како и цел негов живот, он секогаш обкружен и со жени, и со послуги, и со све. Вика, јас сам во задгробниот живот нема да одам. Ја викна мојата 4-та жена, последната, за која што се оженив. Она многу ме сака, она најубава беше, ја китев со се. Она секаде ја покажува во сите кралства, секаде каде и да одевме. Убава, раскошна. И вика, и се врти, нели, и се обреќа. И вика, драга моја, дали ти ќе доеш со мене во задгробниот живот? И она вика, јас те сакам многу, ама нема да дојам со тебе во задгробниот живот. И он изненаден. Како сега она нема да дојде со него во задгробниот живот? Вика, добро, ќе ја викнам 3-та жена. Иде кај 3-та жена, исто и таа убава. Може да замислиш, сите биле убави, но убава така, секогаш била тука за него. И ете, и се обреќа на нејзе и вика, добро, дали ти ќе дојдеш со мене во задгробниот живот? И она вика, не можам, навистина не можам, извини, ја може би кога ти ќе се заменеш од овој живот, може и ќе се премажам. Он во шок. И да неке 2-та жена. И вика, добро, ајде, ти ќе дојдеш ли со мене во задгробниот живот? И она му вика, слушај, јас ќе ти подготвам еден многу голем погреб, достоинствено ќе те испратиме од овој свет, но јас со тебе во задгробниот живот нема да дојдам. И од позади него некој го тапша по рамо вака, благо, тивко, и тивко кажува, драги мој, јас ќе дојдам со тебе во задгробниот живот. И он се врти, изненаден. Тоа е жената на која што прва. И жената на која што најмалку ја обрнува внимание. И не ја ни покажува, не ја ни толку тинтрал. И он така засрамен се врти и вика, многу ти благодарам. Вика, јас секогаш бев тука за тебе, иако ти не ми посветуваше внимание, но јас ќе дојдам со тебе во задгробниот живот. 4 жени сме ние. 4-та жена е нашето тело, кое што го китиме со секакви убавини. Нели? Накид, шминка, гардероба, со се нешто. Но тие со нас во задгробниот живот нема да одат. 3-та жена се нашите имоти, коли, куќи, кои ќе си одиме од од овој свет, во задгробниот свет, тие ќе се премажат, ќе бидат раздрадени по сите, фамилиарно. 2-та жена е нашето семејство, нашите пријатели кои што достоинствено ќе
ќе ни испратат во другиот свет. Првата жена е нашата душа, која што е секогаш тука. А најмалку ја обрнуваме внимание. Вау. Да. И во духот на ова наше патување, духовно кој што јас и ти вечерва, мислам денес кога го направивме, можам да порачам дека можеме да го негуваме нашето тело. И ќе го негуваме. И го негуваме. И тоа го препорачувам. Секој на свој начин. Да водиме грижа за тоа што го имаме, но не мора толку и слепо да се врзуваме. Да си ги негуваме луѓето кои што ги сакаме и не сакаат и кои што ги почитуваме и со кои што сме автентични. Но никогаш да не ја заборавиме нашата душа. И она што сме ние, во нашата суштина. Така што, драги мои, водете грижа, добра, за се што имате, но и за својата душа. Не ја заборавајте, затоа што она е храната наша, за нашето постоење. Вау. Да. Јас не знам што да додадам на ова искрено. Кога ја почна приказката, делуваше како македонски народни приказни, со жена, со маж, викам, на каде ова води? Ама кога каже дека сите тие 4 жени сме ние. Да. Вау. Колку е тоа вистина. И не само што убава е приказката, него убаво ја објасни и даде на убава порака. Да ги негуваме сите 4 жени во нас. Сите аспекти. Да, не ова е аспекти, само за така нас жените, нели? Така, условно кажано жените. Да, условно кажано. И тоа навистина е нешто што го забораваме. Дали е сега некој ќе каже, верувам дека многу ќе се согласат со ова, ама ќе каже, па како можам да успеам на сите тие нивоа? Нели е тоа премногу напорно? Нели е тоа многу тешко? Јас би рекла, што е лесно на крајот на криштата во овој живот. Да. Па ние мора нешто да правиме. Како што кажавме на самиот почеток, ние живееме со навики. Само да ги смениме тие навики, една по една, како што рековме полека, и се ова ќе го опфатиме и ќе го живееме токму ова што го збориме. Нека бидете сите овие што ќе го гледате подкастот, бидете искрени со себе и видете колку часа поминувате на Инстаграм, на ТикТок, на YouTube. Бидете искрени со себе. Брутално искрени. И одговорни. И нема да ми кажете дека немате време 10 минути да измедитирате, 15 минути да измедитирате, 5 минути да направите свесно дишење, да идете да си го негувате телото, да идете да вежбате, кој како и да вежба. Нема тука правила, некој може и да иде на планинари, Абсолютно. како и да е. Секој може да најде време. Се е до организација. Јас имам и клиентки кои што имаат и по неколку деца, наоѓаат време. Точно. Се е изговор. Знаеш, кога ќе одиме на работа и кога ќе ни даде шефот обврска, ти треба да правиш тоа и ние викаме во ред и ние тоа го правиме. Нели? Кога треба нешто за себе да направиме, кога ќе си дадеме, прво не си даваме обврски, ама кога ќе си даваме, не ги почитуваме. Зашто сме поише одговорни таму него тука? Па потешко е. Тука треба промена. Да, треба промена, треба одговорност за себе. Вака имаме одговорност кон шефот или компанијата и тука мораме да сме одговорни. Тука не гледаат. Да, не гледаат. Не оценуваат. Да, ето го на момент, нели, не испоредбата со другите и не оценуваат. Су подобра. Да. Браво. Се е поврзано. Така е. Искрено се надевам дека ќе правиме втор дел од оваа епизода. Уште еднаш, фала ти од срце што ја прифати оваа понуда и што толку се даде во овие сати, нешто немам веќе осет, мене ми помина како 5 минути, искрено. Да, исто и на мене. Многу убави искуства, гледишта, споделивме пораки, дадовме, се надевам дека и ти уживаше како и јас. Да, Марија, ја многу сум и среќна што ми дозволи да влезам во твоето поле на будење, што го правиш на свој начин во твојата мисија и јас со својот печат, да дадам печат на оваа емисија и на нашата заедничка порака што ја имаме, да ја дадеме до сите гледачи на овој подкаст и ти благодарам на поканата и ми беше чест и задоволство. Што токму со тебе ги поминавме овие час и половина заедно. Фала ти од срце. Да, фала ти и тебе од срце. И големо фала и благодарност до Адастра, кој што без нив овој подкаст не би се случил. Се надевам дека
ви барем во најмала рака пробудивме нешто кај вас и барем ќе ве натераме малце да размислите подлабински за себе, за својата душа и за својата суштина. И доколку ви се допадна оваа епизода, ставете лайк, тие што немате ставено subscribe, ставете и subscribe и се гледаме следната недела во исто време. Довидување.